Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симоншевци. Боските на Иван и на Афродита, на огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за најкодна. Во близина на Охрид, во селото Ровник, живее најстариот брачен пар во општина Охрид. Тоа се Душан и Костадинка Лошковски. Свекна пловидба во брачните води е најчестата желба која им се упатува на младенците при склучување на брачната заедница. Каква ќе биде пловидбата низ тие води во животот, зависи од многу фактори. Во потрагата по зрното на животната мудрост за среќен брак, ја споделуваме сторијата за брачниот пар Душан и Костадинка Лошковски од село Ровник. Тие се во брак скоро 7 децении. Лошковски се навлезени во 9-та деценија од животот и заедно пловат 69 лета. Тие се најстариот брачен пар во Охрид и Охридско. Само 10 месеци ги делат од прославата на дијаманската свадба. Ни животот пловеле со сите убавини и потешкоти кои се својствени за човекот. Семејството Лошковски ги посетивме во нивниот дом во Ровник да го слушнеме рецептот за долг брачен живот. Брачниот живот на Душко и Костадинка започнал во февруари 1949 година. Тогаш, двајцата млади луѓе од соседните села Оровник и Мислешево се среќаваат на свадба, кога судбината вмешала прсти во нивните животи. Беше ситна, ама убава како китка, раскажува денес Душко за првото видување на неговата животна сопатничка и ја започнува животната сторија. Јас како добро дете, ќе речам, сам ќе се пофалам. Имав еден браче таму, од татка, сестра таму и брачет се женеше. И клава девери, јас како помал девер тогај. А брат е Недзе, брат е од Костадинка беше бајрактар. Имаше свршен беше тој, по својина бајрактар беше тој. И напред ќе одевне, значи, деверчето служеше и тој и мене ми рече, а и на други му рекол, ова деверче многу спремано. Спремано служите едно друго, ќе дам сестра ми за него. И така се запознана, таа беше ита тука со сестра беја вака, и дали други рекле едно друго, го гледаш она момчено рекол, она што деверче, тоа рекол, брат ти ќе те дај за него. И така се запознава седне еден од Бајрактаров, Шура. Тој беше стројник, напред со стројници, како било шо е, и така се запознавме ние во тоа време. Се запознали и се зедовне ти вела во мај месец, тоа и се запознавме ние со неа и после есента направивме што треби, се свршивме едно друго и зимата се зедовне, а убани беше све. Баба Костадинка, родена на 15 мај 1927 година во Мислешево, пак раскажува дека прво не била многу воодушевена од идејата да се омажи за младото момче од соседното село Ровник, но нејзините родители, Спасе и Викторија Межимаковски, се согласиле да ја дадат за Душко, како што вели таа, по избор на нејзиниот брат. Стариве мои беа жаровни, двајца браќа ми умрее во борбите
И жалобни беа. Тие не сакаја по селава вака друго место никаде. Само сакаја в село да е. Ама ја по задниот брат беше на еден братучет на свадба. Тој беше 9. Сестра ќе ти дајме за деверчево одише. И така, ја да живеа главно сакав никако ваму. Зашто имаше село да и гледа мајка, баба, татко. А ме дадоја, сакаше на брат ми да му некаше татер. Дека беше и тој имаше запалење мозга во главата доби. И со нежност послана. Во минатото владееле многу поразлични правила на живење од денешните. Постоеле стројници кои посредувале во склучување на бракови, а договорените бракови пак биле најнормална работа. Средбите меѓу младите не биле дозволени, а Душко и Костадинка пред бракот биле верени 6 месеци. Дедо Душко се навраќа во тие далечни времиња и обичаи. Не сакаше дедо ми, не сакаше да одам таму како сега ќе одат, не сакаше ја води, најде ја вака, али ќе одеше во Охрид, таа со сестра е, али Струга, така ќе се најде ни ќе поправиме муабет. Тога и овчар бев, јас овци одев. Тоа време, значи. Па не прихвати ја, значи сака, после се тога и дава, али куќава богата, али како е домаќинка, и луѓето се прашаат едни од другиот како се луѓево, али се сложни, али не се сложни. Тоа беше напред, така се запознаваме ние. Полево наше и ниното поле граничит. И со овците нечодени пуштајмо гледа вака знаци, да и тие отаде пуштај знаци со гледалото. Така беше напред. Едни од другиот се занимаваме. Тоа беше така. Што да правиме, мораше, такво беше време. Шари ти дававте? Шари, да. Така беше, си дававме знако едно друго. На црно-белата фотографија од денот на нивната свадба овековечени се Душко и Костадинка посвечена народна носија. Костадинка раскажува дека дел од носијата сама ја подготвувала. Од овој ден ти си ми единствена И од Мишлеш и од Оровник едно ние, една носија. Џубето уште го имала, џубе ова, уште го имала ова. Ова тержите, а ова ја има плетено. Овие ја има плетено. Од мали учише да плете. Пече сај 20 години тука, 7-18 години. Па јас имав, да ти кажа право, 19 години, нема уште 19, а таа имаше 21, така и две, постара е од мене малку. На дланка си ми пишана, ко златна до срце линија, за секогаш крај мене најмила. Од овој ден. Во селската црква во Оровник во истиот ден покрај свадбата на Лошковски имало уште 2 венчавки на негови другари, се сеќава Денис Душко, на најважниот момент од животот. Свадба со коли, тога и со волој, коли одевне таму, со коли ојдовне Мишляшо. Свадба со свирење, со тапани, едно друго све. После на неделата се враќаме ко на првиче, пак одевне, на првиче. Убаво беше, многу среден од напред беше. Тој го земаме пличето, одма истиот ден, во недела. Мораше во недела свадба да правиме. Иначе други не, само недела. Тоа беше обичајот. Тога имаше овдека 3 свадби. Дури дојдовме ние од Мишляшо, кога дојдовме ние на Озари се венчавне, двете беа венчани веќе. Се 3 свадби имаше во село тога. Тие со мене што беа врсници мои, постари имаше, ама почина сите и невести почина и за тоите сите сега мажите починаја, тоа е. Продолжитаре истото, продолжитаре до
време многу траеше, после се измена ова законот, вака да не се прати едно друго. Сега в отели, тоа и дома се правеше свадба, па џумбу се правеше многу. Дури од пред да се земиме петокот, четврток се плетеа рогузи едно друго, па таму све се правеше. После понеделникот се носеше нестата на миење сабајлето. На река се мие, вака се праја разни вака со мачкајне едно друго. Обичаи имаме, стари обичаи. Ам шо обичај то беше, после се топлеше топлорајчи, обавезно топлорајчи се топлеше. Брачната заедница на Лошковски била во заедница со неговите родители. За Костадинка животот во новата средина не бил многу поразличен од оној во родното Мислешево. Нешто ќе ми е тешко погодено беше куќа домачинска и се што имаше убаво беше. Земјоделие, поченки, по пипрој, по граој, некој пат со овците води, така. И што деца, мали, ајте вака му чуеме, ајте да правиме вака, да правиме така и така. Месец не тука. Во фурна и меси. Така. Маки се од дете мало. Маки до маки не тргани многу. Сестра имав 3 години помала од мене. И та Америка отиде и не се врати не. Таму. И така. Така мачен живот. Ако дојдов овде, ти кажа, убаво ми беше, како се било, убаво ми беше со нешто и со внучина, парамнучина. Ко дете работа мала уште. Работа и чини жаловни. И жене, брат ми умре и свршен. И така се туркајше со турк. Татко ми спасе, Мижимаковски и Викторија Мижимаковска. Татко ми беше родом од Косел. Некој во станијата ко било, и зеле и татка му и мајка му сестра имале мажено. И зеле турците. И татка му, од татка ми, татко му и мајка му и зеле. И заклали двајчата. И сестра изгледала и после двајца браќа останали. И браќава што останали, еден Горенци го дали, сестрава, еден Мишлешев. И така. Ама татко ми беше многу работен, песарник беше. Работеше, не беше. Се што некоја накупи загони едно друго. Срамо. Во овој живот и во сите претходни најубавото. Душко е роден на 27 јули 1930 година во Ровник во семејството Лошковски. Тие се староседелци во селото и раскажува за тогашниот начин на живење. Староседелци, Лошковски староседелци си уште дедо, предедо. Тоа, Лошковски староседелци бевне од време овдека. Ние бевне вака фамилија средна, да речиме, ни сиромашка, ни богати, средна фамилија бевне, ама добри си живеале вака, да ти кажам право. До сега лошо никому не имаме направено. Све арно имам правено, лошо немам направено, да ти кажам право. Белки зато не живее Господ вака. Абе, детството ни беше добро, ни беше, ти веля со стока се занимаваме порано.
овци, држевни, крупна добиток, држевне којни, едно друго, све се занимава. Па бевне фамилија голема, речи си. Не много, тројца брајча бевне ние, са починати се тие брајча. Една сестра имаме, и та почина. И така, татко му одавна почина 54 година почина, татко му рано почина, се не со мајка ми. Тоа бевне, да ти кажа право. Ни беше убо фамилијата, слога си имавне, добра слога си имавне. Тоа. Во живот работа на ние од малок, со стока живеевне први, со стока, овци држевне, па стотина овци држевне, после некои крави, едно, друго, биолици, вака порано држевне, тоа држевне. После дојдов војска, после од војската, кога дојдов, на железница се запослига. И дури се пенсионисав, на железница бев. Душко се навраќа во младоста, на животот поминат со работа наполе и со домашните животни, на деновите под воена окупација во Втората светска војна, на работата на железница до неговото пензионирање. Па напред само сорај, немаше трактори нешто, ни жние и не, све жените жнија напред. Све тоа, така беше напред све. Со рачно све се жниеше се дана тоа. Мора да помагаме ние, децата, че изеден, например, таткото, али брајчата на друго, кој ќе одевне, зашо со 4 воло равне вака прегнати волоите и че мораше помошник да имаше тој што ораше позади плугот на друго, и му помагавме ние. Сеевне све речи си, жито, сите житарици сеевне, ченца, јачмен, рж, папченка, гралој праевне, и бавчи садевне ти вела, све бавчи. 41 кога почна веќе војната, 42, 42, лошо живеевне тога и со тие албанците, не напаѓваа многу и ние бегав планина беравме. Од селово сите в планина бегавне од ними. Под италијанска паѓаше, под албанците овдека. Италијаните живеа овдека. Тоа бугарите, граничеве близу овде, близу со ним, со бугарите граничевне. Тоа тие спомагна многу и бркаа тие албанците, а иначе тога имаше качаци, не знам како се вика другите се. Малисте тие. Праја бела. Крадеа едно друго све, што не крадеа. Зема стока, што ќе му текнеше, тоа крадеа тие. На железница се запослига. Како транспорт работа јас. И на Вовчето мало овда 13 години, после 13 години, кога се укина то 66 година, Скопје. И од Скопје се пенсионисав од железница. 90 година се пенсионисав, од 28 години кај су пенсионер. Брачниот пар Лошковски поминале хармоничен живот во слога без кавги. Душко кажува дека меѓусебната љубов и почитување не ги напуштила, траат и денес. Многу. До сега ни да се караме, ни имам мудрено нешто, али нешто да се не кара. Не се карав да ич. Многу љубов имам, Бога. То, од време. И сите ме поштовет мене, Бога ми е тоа. Че одев таму на гости кај својината незина, сите ме поштовет. Ај, зету, ајде, зету. Че веле, ај. Така. Па се грижам се, мора да ја рекам. Знаеш, ако не е таа, помашка ќе бида. Таа е тука и многу ни, онака, и времето ни врви, да ти кажа право. Лицето ти изгрева, дожд и црни облаци ке растера. Во овој живот и во сите претходни, најубавото што ми се случило си ти. Од овој ден
Во бракот Душко и Костадинка добиле тројца синови – Перо, Васко и Наум. 38 години живеат заедно со синот Наум и снаата Цвета. Обкружени се со љубов и внимание од семејствата на синовите, 6 внуци и 12 правнуци. Душко и Костадинка споделуваат рецепт за долг живот и успешен брак. Само за нас времето од рози Слогата е здравие, убо, најубо да се сакат и со стрико и со браќава еден со други со сите. Да се убави, чим е убави и третата идет. Чим оне вид неубо идет. Прво ќе речам, лошо да не му мислиш никому. Лошо никому не. После ние јајме здрава храна овде, да ти кажам. Јас до сега не сум на лекар и та не одеше на лекар, ама сега почна овие времена се направи од жојката операција, едно, друго, ногава пред 4 години е скрши. Тој колкот има вештачки колки, тоа беше, а иначе рецептот слуга рецептот да имаш и јадењето, да го не менаш, значи убо здравје да имаш, да не се караш. Ја ти велам и пак многу арно имам праено, лошо не му мисля никому. Ево, бевне тројца браќа седели ни да се караме ни ништо. Со синовиве му поклонот 2006 беше така? 2006 му поклон, ни се карал ништо, како други што се карат со браќа, немам табиет јас да се кара. Јас многу, и секој ми заблазил, да ти кажа право. Ево, имам, речиши 6 куќи, 2 куќи овде се од овај син, 2 куќи се од другиот син, 2 куќи се од третиот син. И си живееме добро, да се, до сега си ти велам, ме поштоват синоите, внукоите, парамучината ме поштоват многу. И тоа е, и да ти кажа право, не му мисля никога лошо, пак ќе насвенам. Има многу арно праено, по цркви имам помогнал многу. Ти вела, Света Петка, Света Недела, Светилја. Јас не остава празник да не ода црква или негде. Некој пат и во недела си одам, си запала свеша, за здравје. Тоа е. И зато белки здравје ми дало околу златет, Господе, си се крста вака вода. Бога ми ето. Секому да му дајт вакво здравје, тоа е. Бога ми ето. До сега сни биле добри. Па од сега не знаеме се. Лутина се скара, човека се каре, да не пак е човек со човека. Ама лутина 24 сати, толку. Поќе не. Ако држиш лутина, се тоа што ќе одбираш. Со 66 години брачен стаж, пред 3 години внукот Маријан ги пријавил на повикот од Општинската организација на Црвен крст Охрид за избор на брачен пар со најдолг стаж во општина Охрид. За најстар брачен пар внукот. Внукот. Ти велам. Дедо рече ќе те пријава. Абе што да ме пријавише го Жоша? Не, ќе ме те пријава. Има рече од Црвен крст дадено онака за пријавување и се пријави не пак. Не викна таму ни направи че си заправо и овде дојде, многу пати се дојде ни Црвен крст иде. Вака, на Великден кога дојде еднишка, па на Дувојни дојде, идат. Не ва посетват. Душко и Костадинка, навлезени во длабока старост, денес се грижат еден за друг како и во младите дни. Меѓу желбите да ги служи здравјето, посакуваат да исчекаат да го оженат најмалиот внук. Голема желба, која не ја кријат, им е да ја прослават и дијаманската свадба. Од тој за нив многу важен датум ги делат само 10 месеци. На 6 февруари идната година тие ќе прослават 7 децении од брачната заедница. Од срце им посакуваме да им се остварат желбите и уште долго да бидат заедно во староста. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше вовче, знаеш колку плачеја народ.
Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за мајко нас. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.